Роберт, ја видовме вчера состојбата на Тиквешкото езеро, навистина е очајна, 26 метра сме подолу од таа нормална кота што треба да ја имаме. Како вие, како еколошко друштво, екоживот, гледате или коментирате вакви состојби? Коментарот секако е негативен. Ние од страна на еколошко гледиште би искажале незадоволство од самата ситуација. Сепак треба да имаме сочувство и кон животната средина, не само да не интересира профитот и електричната енергија. Тиквешкото езеро представува живот за нашиот регион во Тиквешијата, баш сега го гледаме тука на картата, колкаво и колкав дел зафача. За самата Тиквешка котлина е значи многу. И тука спаѓаат и општините Росоман и Неготино. А убавините, климатските убавини ги црпат многу граѓани на национално и интернационално ниво. Знаеме дека се 2-3 илјади викендици на бреговите на Тиквешкото езеро. Ние сме на интернационално ниво познати не само по викендиците, ние сме познати и по самиот строг резерват Тиквеш, кој што ние се уште го немаме репрогласено, а можеме многу да постигнеме и со тој резерват. На национално ниво има позитивна клима за него репрогласување, а општината ќе добие многу. Мислам дека и не сме свесни колку многу ќе добиеме со самиот резерват. Тоа што водите се паднати 26 метра под некое во наводници нормално ниво. И тоа од 68 година не е регулирано? Тоа ја искажува само нашата неспособност да ги спроведуваме позитивни еколошки практики. Во февруари месец се договорија ЕСМ и иницијативниот одбор за спас на Тиквешкото езеро и градоначалникот да не се оди по таа минимална кота која го загрозува дивиот свет или флората и фауната. Од еколошка гледна точка, ќе зборувам, не од политичка, не од тоа што како се има договорено. Таа е наиста количина на вода која што влегува во Тиквешкото езеро и од таа количина на вода, доколку е поголемо нивото на езерото, ќе се произведе поголема количина на електрична енергија. Толку е, едноставна е математиката, физиката дефинитивно стои на таа страна, да самото ниво на Тиквешко езеро, водата да биде на повисоко ниво. Така да треба да бидеме малку повеќе практични и мислам дека треба да искористиме ситуацијата да наредната година кога истекува дозволата на ХЕЦ Тиквеш, да самата општина се вклучи малку повеќе посериозно во определување на котите и давањето на согласност за дозвола за работа на ХЕЦ Тиквеш, додека не се поправи таа кота, да не се дава согласност по наше видување, бидејќи сепак Тиквешкото езеро си е езеро веќе, е конструирано во некои други времиња кога немало толку многу аквакултури, немало толку љубители на природата кои што изградиле таму, инвестирале во тој објект. Може би и немало и толку плантажи со винова лоза, колку што има сега, и со самото неодржување на нивото, сепак сме есен. Некој ќе рече сега не се наводнува. Да, не се наводнува, но многу наши сограѓани ги црпат убавините. Од еколошки гледен аспект, тоа се микроклиматски услови во кои што Тиквешкото езеро влијае на самата количина на врнежи, на квалитетот на воздухот кој што го дишиме, на условите во кои што расте самата флора тука што ја имаме на територија на општина Кавадарци, на самите бројност и услови за живот на животните кои што таму живеат, така да Тиквешкото езеро представува живот за нашата Тиквешка котлина, за нашите граѓани, за природата, така да не смееме да дозволиме да седиме со скрстени раце и да дозволиме само да се црпи водата и толку. Стихино да. Што било, ова не е договорно прашање. Што би било ако водата која истекува повторно би се враќала назад и така да се одржува тоа ниво на езерото? Вчера чув таков податок, во некои земји така се практикува работата на централите. Истата вода да не оди во неповрат во Вардар и потоа во Егејското море, туку се враќа, се помпи назад во езерото и имаме постојано ниво. Ако е физички возможно, би било супер. Тоа е применливо во одредени земји во Европа. Искрено се надеваме дека побрзо ќе дојде изградбата на друга хидроцентрала
Би го решил ли Чебрин тоа прашање? Дефинитивно, доколку се изграде стратегија за рамен водостој на Тиквишко езеро, доколку и таму ставиме нели приоритети во стратегијата, да самото ниво на Тиквишко езеро биде на соодветно ниво. Веќе 30 години очекуваме таа Чебрин да почне да се гради, не се гради. Ние разбравме во меѓувреме дека можеби има некои позитивни вибрации на таа тема и се надеваме дека поскоро ќе се изгради таква хидроцентрала. Тоа ги немаме овие падежи, растежи и падежи. Со цел на минимизирање на тие еколошки шокови на самата средина на строгиот резерват Тиквиш, на таа територија и на самото езеро кое што е наше. Борите се како еколошко друштво тоа заштитено подрачје или заштитно подрачје, како ќе го кажете вие, да биде одржливо, да може само да се одржува, да не го уништуваме ние како луѓе. Големи казни за оние кои го експлоатираат. Дефинитивно казните треба да си одат, нели, за да се одржува самиот закон да се спроведува. Во овој момент би сакал да упатам еден апел до сите медиуми, нели, голема благодарност до вас како новинари кои што прикажувате големо внимание на овој еколошки проблем и би упатил исто апел до самите носители на одлуки, почнувајќи од градоначалникот Митко Јанчев. Добро. Советниците да не седат мирно со скрстени раце, да превземат некои движња, сепак тие се носители на одлуки на локално ниво и на еден начин се тие кои што се избраници на народот и треба да ги решаваат овие проблеми. И најголем апел до представниците на Министерството за животна средина, кои што исто така се во можност за решавање на овој проблем. Не е само ЕСМ, затоа што ЕСМ си е на фирма со директор, а министерствата се тие кои што даваат одлуки и препорачуваат да се носат одлуки на повисоки институции како што е владата и собранието.